еден пријател кој што ми од малото, баш израснати заедно, од тие детски игри, па се до ден денес си ги споделуваме сите нешта кои што ни се случуваат. Со него често имаме една традиција, посебно кога е Великден, дењето, вечерта пред Великден, да заедно одиме во црква и ја поминеме вечерта таму. Прво што ме асоцираше, ги сака јадењата кои се готвени од мајка ми. И знам, често знае да се јави и да каже ми фали баклавата, ми фали реванијата, турлитавата или, например, доволно кога ќе дојде дома, кај нас кафе муабетот, нели, кој што е секогаш пријатен и знае да си седне на под и да си направи многу убав муабет и да се чувствува исто како дома. Ние сме доста поврзани, дури и не контактираме доста често заради обврските, меѓутоа кога и да се чуеме, кога и да си кажеме некои работи, се чувствуваме всушност дека ни се случувале, дали добри, дали лоши. Пак би издвоила во Белград кога бев, бидејќи бев во нова средина и навистина тогаш стекнував нови пријателства, знаевме кога ќе се чуеме, те мислев, те почувствував, нешто ти се случува, дали е убаво, дали е лошо. Знаевме да си споделуваме. Тоа е некоја енергија, например, не е врзана за случка, него е енергија која што си ја чувствуваме како еден вид на близнаците кога се брати, сестра или кога се роднински врзани всушност луѓето. И тоа е можеби нешто, една нишка која што е навистина многу вредна. Кај нас не се дебатира воопшто, не се зборува со пријателите баш за тие верски разлики, напротив, се почитуваме и ние всушност го гледаме најдоброто тоа што во човекот го има. Нас ни е битно кои се добрите особини, добрите дела, всушност добрите карактеристики да ги извлечеме од меѓу нас, нели, да ги потенцираме. Сето она друго што е како разлика, можеме само да го испочитуваме и да го кажеме како сознание, како едно знаење и спознавање на самите себе. Така сум воспитана, покрај тоа што сум порасната, нели, во таква средина, во моето семејство никогаш не постоело тоа, нели, таа разлика да се потенцираат тие разлики, посебно на религиозна, на верска основа, на национална, на било каква основа. Единствено нешто што било важно како мотив е само да се види добриот човек всушност.